Земјотресите, иако се проречија, оставија здравствени последици кај дел од граѓаните. Во аптеките низ Охрид во последните месец дена се зголемила продажбата на лекови за смирување, но лекарите тврдат дека граѓаните полека се привикнуваат на постојаното тресење, а хелекси и диазепами се уште бараат само повозрастните кои се жалат на анксиозност, вознемиреност или добиваат панични напади и при мали потреси. Статистиката на итната медицинска служба говори дека во прво време ситуацијата била алармантна, но како што се проречуваа потресите, се намалил и обемот на работа. Се уште немаме лице пријавено со повреда или траума како резултат на земјотресот, туку пред се станува за психички, односно психолошки пореметувања или заболувања. Не можам да ги наречам заболувања, пред се тоа анксиозност, вознемиреност, чувство на страв, па се до нетешките паначни атаки. Граѓаните се уште различно реагираат на земјотресите. Некои велат дека веќе се навикнали, иако на почеток интензивно земале седативи за да ја намалат вознемиреноста и стресот. Други пак коментираат дека опасност веќе нема, па нема ни страв. Хелекс ќе нешто таква работа. Да се смириме. Синоќ беше страшно. Да? Бар на мене така ми. И јас сега недел дена овде, ама овој синоќ ме здрма. Тоа се тешки последици. Стресови, нешто такво. Се плашиме секоја вечер, седиме така под стрес. И тоа, оставајте. Не во зграда, живија на втори спрат, ама ништо, не осетив да ти кажа, ни пак излегов да бега некаде. Охридското тло непрестано се тресе повеќе од месец дена. Најсилниот земјотрес беше со јачина од 5 степени на 3 јули, а последниот е евидентиран синоќа со јачина од 3,1 степен со епицентар во селото Косел. 8 психички пореметувања и стрес кај жителите. Ројот земјотресци направи штети во домовите на околу 850 семејства. Општинските комисии ветија брза санација и обештетување на граѓаните.